Добар ден, почитувани гледачи на видео изданието на порталот Работник. Јас сум Бован Илиевски и денешен мој гостин е председателот на основната синдикална организација на АВРМ Спасе Николов. Господин Николов, добро дојдовте. Како прво прашање би сакал да ви го поставам. Ја мислам дека ова прашање дека нормално боде очи на секој бидејќи е важно, а тоа е дали се почитуваат работничките права од ваш аспект, од аспект на синдикален лидер. Што мислите вие? Благодарам прво за можноста. Синдикалните права, да зборуваме за синдикални права во Република Македонија е како да си комарец на нудистичка плажа. Не знаеш од кај да почнеш, на кое голо тело да слеташ и да капнеш малку крв да цицнеш. Законодавецот многу добро ги има уредено сите работнички права, малтене до тенчина. Меѓутоа, за да зборуваме за права, прво треба да зборуваме за основни човекови права и почитување на основните човекови права, а понатака за синдикални. Да постоеше владење на право и почитување на синдикалните права, немаше ние како синдикални лидери заедно со нашите членови да излагаме на протести кои што гледаме дека се побројни и помасовни. Незадоволството расте, правата се доведени до минимум, односно како и да не постојат. Моје следно прашање е дали воопшто се почитуваат синдикалните представници во Македонија? Интересно. Неодамна бевме на една прекрасна трибина, да не правиме реклама, меѓутоа беа повикани голем дел од судиите што судат работни спорови и суди од апелација. И беше поставено баш прашање што е синдикален представник. Дали злоупотребата од страна, еве конкретно во Агенција за вработување, кога не ви општо познато член на дисциплинска комисија, еден од меѓу другите мора да биде и синдикален представник. И тука се злоупотребува таа законска норма каде што работодавецот, односно директорот, за синдикален представник го смета оној синдикален послушник кој што му е на него, односно било кој член. На таа убава трибина беше многу јасно кажано што значи синдикален представник, кој е овластен синдикален представник. За жал, во Агенцијата за вработување никогаш како синдикален представник не успеав да воспоставам било каков нормален диалог, дотолку повеќе што беа игнорирани 99% од барањата кога зборувам барања, да не помислите, не знам какви барања, зборувам за барања за простор за организирање состанок, барања за да се ослободат синдикални членови за одредени активности. Фала му на Бога, еве после година и нешто, тек денес ке имаме прв пат состанок во просториите на Агенцијата за вработување. Не знам од која причина, ама се радуваме за тоа, за прв пат. Ви благодарам. Во моето досегашно искуство како новинар во Работник, забележав дека многу од синдикалните представници се жалат на притисоци. Дали вие се соочувате со притисоци? Видете, притисок, може би имаме различно разбирање за зборот притисок. Секој синдикален представник мора да биде свесен што го очекува уште кога се нафатил да води таа функција, односно да биде носител на таа функција. Оние обиди за притисоци на работодавците само не мотивираат како синдикални лидери да продолжиме со нашата работа и се гледа дека сме на правиот пат со самото тоа што нашите собери, нашите поддржувачи за основните човечки права, а оттаму и работнички права се побројни. И се поблиску е денот кога веќе конечно било која влада нема да го злоупотребува синдикалното движење за остварување на нивни некакви дали партиски или не знам какви цели. И од таа причина велам дека сето она што они мислат дека е притисок,
им благодариме, добро не мотивираат. Добро. Вака се, значи вие сте еден од тие синдикални лидери кои што за жал добиле отказ од работното место. Неколку откази, да. Да, раритет. Сега, според законот за работни односи, синдикалниот лидер е заштитен. И не смее да се отпушта од работа без да има причина, нели сега? Так. Доколку постои некоја друга причина, ако не работи, тоа е сосема друго нешто. Но сепак од причина што е што е лидер на синдикална организација, не смее да биде отпуштен. Сега што е кај вас работата? Видете, во правото има де јуре и де факто. Де јуре е она што е напишаното, де факто е она фактичкото. На почетокот на оваа наша средови интервју не ви спомнавме за почитување на правата, Јас ви кажав, ние имаме одлични закони. Само проблемот е што не се спроведуваат. Дотолку повеќе што работодавците и нивната ароганција иде до таму да они се свесни за последиците од целата постапка, они се не е дека они не знаат дека немаат право синдикален лидер да на тој начин постапуваат, односно да дадат отказ кој што беше обжален, кој што решение беше вратено на првостепено одлучување, без да одлучат во меѓувреме по друг основ, ми дадоа друг отказ уште еден, кој што повторно го обжалив. Во меѓувреме овој вториот отказ, Агенција за администрација, кај што мора да се спомене дека до неодамна член на управен одбор во Агенција за вработување беше раководно лице во Агенција за администрација. И тука имаме народската, каде ја те тужи, каде ја те суди. Вамо е управен орган и кога управниот орган ти погрешил, ти се жалиш пак пред него. И доаѓаме до ситуација да второто решение они го потврдуваат на Агенција за вработување, односно вториот отказ, да во меѓувреме Агенција за вработување ми го не постапи по насоките на Агенција за администрација за првиот отказ и да го поништи решението, него потврдува уште еден отказ. И јас во моментов имам два правосилни отказа. Така да, тоа е еден од раритетите не во Агенција за вработување само, затоа што кажавте и самите, не сум јас единствениот председател кој што е избркан, односно му е даден отказ само поради синдикално действување. Сакам да напоменам дека до пред моето именување за председател на синдикат, а и откако сум именуван, до пред да почнат моите синдикални активности, јас сум оценуван со високи оцени. Односно највисоки оцени, значи не станува збор за неработник или неисполнување. И трагедијата е камо Агенција за вработување да беше само еден лош исклучок. Меѓутоа ова е пракса. Да работодавците се сметаат дека ние вработените административни службеници сме вработени во нивна приватна фирма. При тоа што и да бевме вработени во нивна приватна фирма, они ќе сносе одговорност, како одговорни лица од својот джеб. Во нашиот случај, ние административците сме на најлошото можно нешто, односно, оние што го вршат така наречениот, вие што го спомнавте, притисок, дискриминација или мобинг, никогаш немаат лична одговорност, секоја се кријат позади завесата на институцијата. И затоа ќе ни се случува да имаме председатели на повеќе синдикални организации кои што беа меѓу поистакнатите да бидат сега уште поизмотивирани и уште посилно да продолжиме да се бориме за остварување на нашите работнички права, зашто знаеме дека сме на прав пат и секојдневно тоа ни го потврдуваат. Дури и оние малку што беа скептични за мешање на некакво партиско влијание во нашата синдикална организација. Мило ми е што тие бариери се разбиени. Не станува збор за партија, не станува збор за нација, станува збор за ЛЕП, за работнички права, за здравствено осигурување, за школување на дечиња. И само уште едно прашање, како излегувате на крај своја екзистенција?
Интересно прашање. Македонскиот народ е како пире. Колку и да го корнеш, пак ќе пркне. Немам друго што да кажам. Добро. Ви благодарам и на вас. Мило ми беше, ви благодарам.